Согласно спроведениот инспекцијски надзор за утврдување на здравствената состојба на лозовите насади во сите вински региони во државата, ДИС не информираше дека кај повеќето има појава на болестите пламеници и пепелница. Станува збор за економски штетници кои се честа појава, особено во услови на зголемена влага, а во моментов климатските услови се многу погодни за ширење на болеста. Пламеницата на лозета е болест која редовно секоја година се јавува и причинува помали или поголеми штети. Таа ги напаѓа сите зелени делови на лозата: листовите, ластарите, цутовите, гроздот и гроздинките. Идеалните услови за развој на пламеницата се предизвикани од врнежливиот период, што доведува до губење на квалитет и на принос во лозовите насади. Од тие причини, Министерството заедно со Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството подготвија насоки на земјоделците со кои препарати треба да се третираат лозовите насади за да се спречи ширење на болеста и да се минимизираат загубите. При тоа различни сорти се во различен вегетативен период, некои почнуваат да цветаат, а други веќе прецветуваат. Поради тоа препораката од Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството опфаќа решение за заштита за двете фази, а лозарите самите треба да одберат со кој препарат ќе ги третираат лозијата, соодветно со вегетативната фаза на сортата која ја одгледуваат. Во периодот пред цветање и за време на цветање на лозата против пламеницата да се употребуваат Артемил комби и Ридомил комби, контактно плюс симетрично дејство, и други против пепелница, Фоликур плюс сулфур и Еминенг плюс сулфур, комбинација и други. Во период после цветање на лозата против пламените се употребуваат Емендо Ф системик, Артемил комби и Ридомил комби системик. Против пепелница, Колис плюс сулфур и Динали плюс сулфур, комбинација.